Мисо, ние одиме натаму. Знаете, ова е отворена утринска програма. Продолжуваме или ја отвораме првата тема во оваа ИТН. Информација точна, навремена, само за вас. Остануваме тука и остануваме 180 минути заедно во дружба. Прекрасен проект има социјалното предпријатие Нега Плюс, токму тие, значи со еден позитивен пример, ако ни дојдете, сите ќе ги примиме и ќе ги гостиме во студиото на телевизија Нова. Добро утро, добре дојде за две прекрасни дами. Добро утро за Благица Петрова и добро утро за Мелиса Реджепова. Ме праша луѓето нешто, имате врска со Есма Реджепова или не? Па некои роднини сме. Некои роднини сте. Добро. Ви благодарам за присуството. Значи откриваме веднаш за што станува збор. За еден интересен проект кој што вклучува 10 ромки, кои што изминативе 4 месеци, колку што ја се разбрав, беа на обука. Обуката се однесуваше на нивно обучување, да речеме, во однос на нега и помош, грижа за стари изнемуштени лица во домашни услови. Прво започнуваме со вас, Благица, да ни кажете зошто токму нега на стари изнемуштени лица прво, а второ зошто токму ромки беа спојот на проектот. Најпрво ми благодарам на поканата. Пријатно е да се биде гостин во ТВ Нова. Благодарам. Инаку, позадината на Нега Плюс е проектот на ХЕРА, Асоциацијата за здравствена едукација и истражување од Скопје, која што веќе година дена го спроведува. Проект кој што е поддржан и финансиран од Европската унија, а се однесува на зајакнување на жената ромка преку отварање на социјално предпријатие. Проектот трае 12 месеци, во рамки на него работевме на две полиња. Првото беше поддршка на граѓански организации, поттик нивно мотивирање за основање на нивни социјални предпријатија. Ќе објасниме подоцна зашто. Добро. И секако од другата страна, поддршката и помошта на жената ромка за наоѓање на работа. Сега, зошто социјално предпријатие? Значи, социјалното предпријатие се разликува од традиционалната форма на предпријатие по тоа што е водено од својата социјална мисија пред се. Значи, профитот не е двигател за основање и функционирање на едно такво предпријатие, тука е неговата социјална мисија. Во нашиот случај, социјалната мисија е поддршка и помош на жената ромка за нејзина економски и социјална независност, која што донесува до нејзина зголемување на подобрување на нејзината благосостојба на живење, а знаеме дека економската независност е важен чекор за еманципација, особено на жената ромка, која што представува една категорија на граѓани во земјата кои што се незавидно маргинализирани и со многу помалку можности за разлика од други категории. И во суштина на социјално предпријатие не представува препознаена идеја за развивање на некое предпријатие, туку идејата доаѓа од самата заедница. Значи, она што ние конкретно го направивме, им дадовме можност на жените ромки преку обуки, значи на околу 80 на ромки кои што имаа желба да дојдат да поразговараме и да се обидеме да им помогнеме да ги препознаат своите капацитети. Значи 80 жени. 80 жени ромки, кои што беа долгорочно невработени, со кои што разговаравме за нивните потенцијали и вештините со кои што тие располагаат и што може понатаму да се направи за таа да биде конкурентна на некој начин на пазарот на труд. Така што беше препознана дека една од нивните најглавни капацитети, да кажеме, нешто кое што секојдневно се бават со е грижата и негата за семејството, па тргнувајќи од таму. Тргнавте со варијанта. Така, тоа беше нивната желба, нивната мотивација да они го професионализираат тој нивен капацитет, да кажеме, и да добијат некоја потврда, некоја гаранција за нивната професионалност и тие услуги, значи тој нивен труд конечно да биде институционализиран, односно да има некоја правна форма позади пружањето. Требаше ли да им кажете многу повеќе за да ви поверуваат дека навистина ќе добијат работа на крајот на денот, кога ќе завршат 4 месеци во обука, нели? Заради тоа што живееме во општество во кое што се нешто секој некому нешто ветува, особено кога е вработувањето во прашање. Апсолутно. Значи тоа беше, морам да признам, многу макотрпен. Тоа беше искрено најтешкиот дел од целиот проект. Ние свативме дека има огромна
огромни различности помеѓу, иако збориме дека нели Македонија се стреми кон некое Тоа ми мултиетничко беше и општество. следното прашање, ќе прашам има ли са тука Мултикултурно општество, меѓутоа сепак има големи разлики и она кое што со тимот го правевме. Правиме зидови сами цело време. Точно. Преку таа некоја, како што кажавте, недоверба, особено тргнувајќи од институционалната недоверба. Значи, недовербата кај граѓаните генерално во институциите, тргнувајќи од таму, сепак тие разлики само некако се продлабочуваат. И свативме дека воопшто не веруваат во идеите, значи дека сепак е еден, меѓутоа и економската позадина беше многу важна, бидејќи сепак се работи за повеќе члени семејства кои што немаат услови за згрижување на тие деца за да можат тие жени да пристапат кон барање на работи и така натаму, и недовербата беше уште еден клуч проблематичен. И што им рековте вие? Како ги убедивте дека? Искрено идевме, значи се движевме во сите ромски мала во Скопје, во град Скопје, и буквално одевме од врата на врата, преку посредници, благодарение, значи јас сакам да ги поздравам ромските здравствени медијатори кои што мене многу ми помогнаа да ги најдеме точно тие жени и да ги мобилизираме да се случи обуката и да се случи се ова што ќе се случува натаму. Ние неколку месеци, значи ги посетивме буквално сите, поминавме не знам колку куќи, разговаравме со не знам колку жени и нивните семејства. И многу интересно е дека најчесто разговаравме со нивните мажи, бидејќи беше тоа една од исто голема пречка. Мели се смешка? Да, се смешка затоа што е познат веќе проблемот. Така, да. И свативме дека при разговарањето со жената не евродуваше многу. Со плод мораше да се разговара со мажите првенствено. За тие да одобрат? Точно, за тие да можат да влезат и да се приклучат кон програмата. Одевме од врата на врата буквално и успеавме 18 жени да најдеме, значи замислете од сите ромски мала во Скопје. 18 жени. Тие жени се вклучија активно. А што ви велат мажите? Зошто не ги пуштаат? Тоа не ги пуштам, така? Не ја пуштам. Да, затоа што има, нели, нема кој да ги чува децата веројатно, така? Точно, една од причините. Тоа нема кој да ги чува децата. Па има она работа дома, ако е за работа има што да работи, мислам, еве, дома нема тоа никаков проблем. Изговорите се оние типични стереотипи кои што нели постојат, да не се лажеме, и кај другите етникуми, меѓутоа овде се многу поизразено, да. Така што, ете, 18 од нив ја изодеа обуката, 10 остана на крај активни. 4 месеци обука. 4 месечна обука, 10 од нив остана најактивни, полагаа завршен испит, обуката малце повеќе ке кажа за обуката, да, Мелиса, положија завршен испит, се стекнаа со сертификат кој што го издава Министерството за образование. Програмата ја испорачуваше организацијата Хуманост од Скопје, која што работи на прашањето за грижа и нега на стари изнемоштени лица во домашни услови. Посебна благодарност и до нив, и нивната поддршка во тие 4 месеци кои што ја дава и на Хера и на жените кои што ја посетуваа. Така што сега конечно сме спремни и основаме социјално претпријатие за грижа и нега на стари изнемоштени лица во домашни услови со сертифициран и професионален кадар. Пакетот услугите може да ги најдат на Facebook страната на Нега Плюс или да не контактираат на 070 299 026. Супер, да. Одиме сега, ќе продолжиме ние и со делот околу нели како ние сите размислуваме на оваа тема. Мелиса, ќе ми кажеш вака најискрено, не знам, како беше кога дојдоа кај тебе дома? Кој беше проблемот таму? Имаше проблеми или немаше проблеми околу твоето доаѓање на обука? Не, јас преку Хуманост, организацијата што е таму дознав, бидејќи имам завршено средно медицинско образование, да, и некако ме повлече со сема темата, да. И знаете, вреди да се помага на стар човек, вреди да се биде хуман, бидејќи не е лесна многу оваа професија. Има и некои поттешкоти, да кажеме, но едноставно мора да ја сакате оваа работа, со срце да ја чувствувате за некој стар човек, да ја посакате работа, да му помогне на вистински начин. Да. Добро, што ви рекоа дома? Дома мене ми одобрија. Мислам, немам никаков проблем ја дома.
Значи, вие сте едно од ретките ромски семејства кои што поинаку функционира дома. Да, кои поинаку функционираат и кои сме медицинска лица фамилија. Да. Супер, затоа имаме. Ја немав никаков проблем. Да. Јас сум немарена, 20 години имам, Мелиса Реќевова, со завршено средно медицинско образование. И делот има предизвик. Да, супер. И предизвик беше голем предизвик да учествувам во еден таков голем проект, кој што е плюс за мене тоа. И кој што многу сакам да помагам на токму на вакви лица. Такви лица, значи, да. вистинска работа сам. Вистинска работа, да. Но кажете ми, Мелиса, како ние сите заедно да си помогнеме, да ги надминеме стереотипите, бариерите и зидовите кои што ги создаваме, не сакајки, не знам како, научени се, препознаени од дома и така натаму, за и околу ромската заедница. Сега зборуваме за вас. Дали вие, еве нели, и колку од другата страна пак вие можете да влијаете како Мелиса, вашето семејство, нели, кои што се пообразувани, да речеме, во таа заедница, да влијаете на другите своји роми, да речеме и тие да помогнат взаемно некако да се повеќе почитуваме и разбираме. Да, ја мислам сепак дека заедницата, односно тимот, може да се постигне се. И малце да се како да објаснам, може да се биде упорен во таа работа. Добро. Едноставно да си го чувствуваш тоа внатре од срцето, да си го посакаш и да си имаш некоја цел во животот, може да се постигне се. Сега знаеме дека многу ромски деца се малце понеобразовани. Така. Но во денешно време многу тоа се менува, да, кај ромската популација, кога зборуваме само ромската популација, има и такви што се доктори, специјализанти, роми, да. Но немаат може да си го прикажат тоа. Да, сакате да ми кажете дека имате бариери во однос на барањето работа? Да. До таму дојдовме? До таму дојдовме, да, мислам на високо. Вие се обидовте да најдете работа ни таму? Јас се обидов да најдам работа, бидејќи ја работев 2 години како волонтер во румунска болница. Добро. Исто така ја аплицира во Систина, во приватната болница, да. Па сега ќе видиме и плюс со нега. Плюс тимот, ќе успеем уште повеќе. Да. Не, сакате да ми кажете дека таму ви рекоа не може заради тоа што сте ромка, тоа го мислиме или не? Не, тоа проблем нема. Тоа беше сосема нешто друго политичко, да. Добро. А во однос на своите пријатели, немаме проблем со... Не, немам никаков проблем. Ја имам пријатели македонци, да. Веќе се дружам и со македонци пријатели, немам никаков аспект од тој, дека сум ја ромкони македонци, мислам дека нема тука етничка припадност, нешто тие работи. Нешто важно или помалку важно, да. Сакам да ве прашам нешто друго, Владица, колку во процесот, да речеме во тие 4 месеци, и старите изнемоштени лица, нели, пак ги прифатија, да речеме тие, да речеме кои што се, нели, ме разбирате во кој смисол. Дали и нив им беше важно или не, или некој од нив можеби реагираа поинаку како што не треба, да речеме? Па вака тоа во практичниот дел, така, нели, зборуваме затоа што имаш и дел кога требаше да учат. Па убаво кажа Мелиса, значи тоа не е лесна работа, воопшто не е лесно нити да се даде негата, меѓутоа не е лесно ни да се прими негата. Старите лица се една специфична категорија која што многу тешко го доживува периодот на ми треба помош. Да, периодот и моментот на ми треба помош. И баш заради тоа многу е важен пристапот. Значи, они освен што ги учеа сите медицински начини на грижа и нега, исто така учеа и за психосоцијална поддршка. Значи, они веќе се спремни и знаат како да се постават, како да се однесуваат со лице кое што има потешкотија да го прифати фактот дека годините поминуваат, дека не може сам, дека му треба помош и поддршка. Така што многу е важен пристапот и на тоа доста се работеше, меѓутоа ќе се работи и во иднина. Значи, еден клучен сегмент кој што во принцип не го добиваме од услугите кои што се не се професионализирани, така се давани од непрофесионален кадар, е тоа што психосоцијалната поддршка не се сваќа како битен сегмент од грижата и негата. А ние ова го ставаме па можеби на прво место, бидејќи знаеме дека можеби тоа е најголемата поддршка која што на тие лица во тој момент им треба. И затоа тоа беше еден начин да они се справат со сите стереотипи кои што ги очекуваше таму во тие 4 месеци во домот Идила Терзиева, каде што се случуваше практичната настава. Да. И беа одлично прифатени. Јас мислам дека нема апсолутно никакви проблеми. Они се
многу позитивни личности, да, со многу позитивен дух, комуникативни. Ти имале среќа, се вика. Да. Меѓутоа, ете, и мотивацијата ни беше многу јака. Да. И што беше мотивацијата всушност? Мотивацијата беше да бидеме силни, да бидеме заедно, да бидеме едно лидерство заедно, да создадеме тим, ние самите да си имаме некоја цел, самите во себе да десете, да, ние жени, да си имаме подршка меѓу себе, разбирање. Долго време се работеше токму на овие прашања, значи ние акцентот го стававме на тимската работа, на поддршката, бидејќи жената меѓу себе најдобро се разбира, значи си разбира позицијата и од таа позиција знае многу добро кога, како и на кој начин да си даде поддршка. Супер. Има ли сака ми помогнете како или што е најважно за да дадеш вистинска грижа на некој што е стар и изнемоштен? Што научивме? Од тоа што научивме, најпрво од се е битна мотивацијата, некого да мотивираш, од се грижата во домашни услови што е. Грижата и самиот медицинскиот аспект, како што оди мерење на притисок, шекер, делом терапија, давање на време, комуникација за некои проблеми да се зборува што ги имаме во животот. Да. И се останато, се другото што доаѓа. Супер, една ваква насмевка и готово. Да, му го разбавувате некому денот. Каков беше вашиот прв пристап? Еве, би сакала така, нели на тој начин да видиме како функционира првиот пристап мене ми беше... Кој беше господинот или господјата за која што требаше да се погрижите во тој трагичен дел? Иначе она беше внука на Питу Гули во хотел Дила Терцијева. Па вие имавте што да зборувате? Да. Супер. Се зборавме, од прво почнавме онака спонтано, здраво како сте, како се викате, на мир, фин, културен начин пристапивме. Па како се викате, па колку години имате убава коса, имате убаво име. Супер. Потоа почнавме со допирање на раце, дори почна да ми ги бакне рацете. Потоа помогнавме во некои ситуации, имаше и потешки ситуации кај што требаше со нив дури заедно да плачеме и да ги мотивираме дека не е тоа така, пошто они стварно се измоштени, стварно им треба помош во такви услови, да, што се едноставно само што викате вие со една насмевка може да им го разубавите животот целосно. И сега ги повикувам и гледачите за да расчистиме некои дилеми, за да расчистиме некои стереотипи, за да ги прашам онака искрено баш дали мислите дека ова е еден позитивен и убав пример и доколку, да прашам само Благица, овие гледачи кои што ќе ги повикаме, доколку имаат потреба, може да бидат вашите 10 румки кај нив дома да отидат ако им е потребна грижа? Дали може да бидат ромките или клиенти? Или клиенти, да, тие да бидат ваши клиенти, а апсолутно може. Девојките и жените да одат кај нив. Да, ние веќе го имаме спремено, пакетот услуги и она што е најважно за социјалните предпријатија што морам да го потенцираме дека целосниот профит кој што се генерира во рамки на предпријатието. Значи нема вие да го зимате, туку тие ќе го зимат. Да, значи целосниот профит оди за примања, за основни примања на нивни, да, и за оперативни трошоци кои што се потребни за квалитетно испорачување на тие услуги. Значи, тоа е разликата помеѓу обичните предпријатија и социјалните предпријатија. И сега смееме да зборуваме за бројки, колку тоа или како се наплатува тоа во домашни услови, грижа за стари изнемуштени лица? За конкретни бројки не би зборувала, бидејќи нашите услуги, нашите пакети се флексибилни и ние заедно со клиентот, зависно од неговата потреба и неговите можности, значи креираме различни пакети кои што ги проценуваме заеднички, нели, колку тоа би требало да чини. Така што сепак оставаме, нели, простори за нивно едно согледување, нели, проценка и така натаму и така натаму. А можат повеќе информации, нели, кои што кажав на на Facebook страницата се изминувам или на телефонскиот број 070-299-026. Добре, 070-299-026. Добро. Не сме имале многу време за да ве чуеме, но ќе има сигурно прилика да повторно ја отвориме оваа тема во отворената утринска на телевизија Нова. Јас вам ви благодарам и се надевам дека со ваква насмевка сите вие заедно како тим ќе добиете не само вработување, туку и крилја и за вас, но и за оние на кои што ќе им помагате. Благодарам на поканата. А ние одиме натаму, сега одиме со рекламен блок, чинама потоа и со вториот блок на утрински вести на телевизија Нова. Бидете тука.